Во текот на вчерашниот ден, градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски информираше дека потпишал вкупно 1032 предмети од данок на имот, данок на промет, наследство и подарок, како и решенија за комунална такса за фирмарина. Ова е јасен показател дека институциите работат со динамика која им доликува на граѓаните. Станува збор за предмети од сите правни основи, за кои одсега ќе стане пракса да се изработуваат со забрзано и уредно темпо. Овие готови решенија во најкраток можен рок ќе бидат дистрибуирани до даночните обврзници, истакна Георгиевски. Тој додаде дека од овој момент ниту едно решение без правен спор нема да заглавува во административни лавиринти. Апелираше до сите физички и правни лица да ги исполнуваат своите обврски кон град Скопје навремено и одговорно. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски утрово информираше дека денес од Автопоманда започнува големата есенска акција на јавното комунално предпријатие Газибаба за чистење и уредување на јавните површини. Во рамки на акцијата се чистат улиците, се кастрат дрвијата, се собираат лисијата, се уредуваат зелените површини и се подига комуналниот отпад, вели Стевковски. Комуналната хигиена е основа за здрава и убава општина. Чистите улици, уредените паркови и одржуваните простори создаваат подобра средина за живење, обезбедуваат безбедно движење и придонесуваат за поквалитетен живот во Газибаба. Истакна Стевковски, кој воедно искаже и голема благодарност до посветените работници на јавното комунално предпријатие Газибаба. Апелираше до граѓаните заеднички да ја подигнат свеста за правилно одлагање на отпадот, да не се фрлаат отпадоци на улица, да се чуваат зелените површини и да се придонесе помалку за почиста Газибаба. Општина Чаир денеска превзеде значаен чекор кон подобрувањето на условите во основните училишта на општината. Имено градоначалникот на општината Изет Меджиди оствари работна посета во основното училиште Лирија, каде што беше пречекан од директорката на училиштето Теута Идризи. Посетата се реализирала по повод доставувањето на новиот инвентар кој веќе е распределен во училиштето, информираат од локалната самоуправа. Основното училиште Лирија е опремено со 200 модерни клупи и 400 ергономски столчиња кои се прилагодуваат според возраста и висината на учениците, создавајќи покомфортни услови и пофункционална средина за одвивање на наставниот процес. Истата донација е реализирана и во основното училиште Хасан Приштина, при што во двете училишта ќе се уредат вкупно по 6 наставни кабинети со нов инвентар. Целта на општина Чаир, како што нагласуваат од таму, е во рок од една година сите основни училишта да бидат опремени со нови клупи и столчиња од овој стандард, со што значително ќе се унапредат условите во училишната средина и стандардите на наставата. По повеќе дневните врнежи, нивото на реката Лепенец во скопската општина Ѓурче Петров е зголемено, но како што велат надлежните, нема опасност од излевање. Општинскиот кризен штаб е во постојана координација со ЦУК, ДЗС и град Скопје. Прекумерната станица во Орман ја следиме состојбата во реално време. Бидете спокојни, подготвени сме за секоја ситуација. Им се обрати од терен на своите сожители градоначалникот на Ѓурче Петров Александар Стојковски. Шахот станува се поприсутен во воспитно-образовниот процес, а растечкиот интерес кај учениците ја зголемува потребата наставниците да бидат соодветно обучени за негово реализирање во рамки на наставата. Во таа насока, во големата сала на општина Кисела Вода се одржа обука за наставници од основните училишта на територијата на општината. Обуката ја организира Шаховскиот сојуз на град Скопје, кој во континуитет работи на развојот и интеграцијата на шахот во основното образование. Како дел од соработката, Шаховскиот сојуз донираше и по 2 шаха за сите основни училишта во општината. Со текот на активностите и методолошкиот пристап што наставниците ќе го применуваат во наставата се запозна и градоначалничката на општина Кисела Вода, Бетиса Менковска Трајковска, која присуствуваше на дел од обуката. Како општина, даваме силна подршка на сите процеси што го напредуваат образованието и создаваат вредности кај најмладите. Шахот е предмет кој развива концентрација, аналитичко размислување и дисциплина, вештини што им се важни на учениците. Верувам дека со ваквите програми ќе продолжиме да градиме посилен образовен систем во нашата општина, изјави Менковска Трајковска. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми
Вечно ќе ја